Занаетчиството во старата скопска чаршија ги опфаќа разните занаети кои биле застапени на подрачјето на чаршијата низ историјата. Со модернизацијата на општеството, занаетчиството полека изумира. Ако едно време во старата скопска чаршија имало една ковачка улица, крзнарска, сааатџиска, сега тоа е минато. Денес во чаршијата ваквите дуќани може да се избројат на двете раце. Причината за тоа е слабиот интерес на младите за изучување на занаетите. Екипата на Прва Скопска денеска го посети единствениот крзнарски дуќан Марија, кој се наоѓа во старата скопска чаршија, каде сопствениците велат дека старите занаети во Скопје се помалку ги има, особено како крзнарскиот занает. Старите занаети во Скопје се помалце ги има, поготово еве како нашиот што е. Порано постоеле ќурчи, како се развивала производството и било што и преоѓале во крзнари. Единствени во старата чаршија можеби да кажам дека сме ние и другите, мада ги има во Скопје, ако ги има, потекнуваат од нашиот татко и мајка Трајко и Марија Димови. На прашањето дали младите се интересираат да научат и да работат занаед, сопствениците велат дека во развојот на технологијата, младите денес го избираат полесниот начин да заработат и не се интересираат за занаети. Младите се знае, полесен начин на работа бараат, тоа сигурно, и ако видат како се работи, па ќе видиме, па ќе дојдеме, па ќе размислиме и од тоа ништо. Занает само макотрпно работење и за еден основен живот. Да ги подмириш трошковите на државата, пред се првен тоа, работникот да биде задоволен, а за нас ако остане. И ако остане, задоволни сме со тоа што го. За она што најмногу луѓето го посетуваат ова дуќанче не е само купувањето на крзнени производи, туку тие доаѓаат и за поправки на оштетените делови на производите. Странците се чести посетители овде, но не заостануваат и македонските граѓани кои го посетуваат ова место. Така што во старата скопска чаршија ова е единственото вакво дуќанче и е атракција за оние што првпат го гледаат. Со оглед на тоа дека се ближи зимскиот период, ова дуќанче може да понуди голем избор за студените денови. Више се троши, највише првен поправките ги правиме. Тоа што ќе го видат дома дека треба да се изработи, дали постава, дали скинато, дали крагња менјавање, капи, шалеви, крагњи, некои поправка на бунди, кажав, дека се прави корекции, проширување и ако треба и готов производ можат да земат. Изработено и нашите сакаат и странците, така да не можам да поделам тој што го сака крзното, што знае што значи природно крзно и од едната и од другата страна. Инаку крзнарство Марија во Скопје постои од 1965 година. Покрај тоа што нема голема заработка од занаетот, сопствениците го работат овој занает со љубов. Дуќанот крзнарство Марија од 65 година постои во Скопје, иначе нашиот дедо Димовски Трајко со тајфата на Зарезанкови се едни од основањето на фабриката Димко Митрев од Велес. Значи, потеко Велешани и дојдени тука во Скопје 65 година. 65 година работиме во Скопје. После одењето во пензија, по минати години мајстор Трајко, наставува неговата сопруга Марија, која го носи и убавото име крзнарство Марија. После Марија наставува со работа двете керки, Пандора и Оливера, кои и денеска обстојуваат, али со доста труд, доста работа и љубов према занаатот кој им е пренесен од нивните родители. Така да занаат како занаат почнува да изумира ради многу фактори, почнувајќи од времето, почнувајќи од технологијата, почнувајќи од малце и кризата, а секој го сака да го има убавиот дел на телото, а тоа е крзното. И не случајно
Сегде на западот пише за ваше здравје носите од природата. Крзното како крзно е една декорација во која што поготово за понежниот пол е секогаш украсен, дали со капа, дали со кракна, дали со бунда и мислам во кое што поред убавината има и доста свое значење во кое што телото го топли.